дефинитивно овој податок нема никаква употребна вредност, освен за политички цели. И за жал кај нас се злоупотребува. Јас имам поминато лично 3 пописи, четвртиот, не учествував, не бев ни вклучен воопшто во тој попис. Ниту едно барање за податоци, ниту еден корисник не се обратил да побара податок кој што се е врзан со етничката припадност, а да има некаква употребна вредност. Сите барања биле исклучиво во насока на она познатото колку сме македонци, албанци, турци, така натака, таа етничка структура која што за некакви политички цели. И сметам дека апсолутно нема потреба. Втората причина зашто го велам ова, бидејќи и самите препораки на Обединетите нации и Евростат, овој белег го вклучуваат како спореден белег. Нешто што нема потреба да се прибира податок, не е задолжително. И на крајот практиката во светот кажува дека освен балканските земји, никој друг или многу ретко некој го вклучува во пописот. Она што е битно за државата, кога говорам државата, не мислам на државните институции, само туку мислам на сите чинители внатре, наука, економија, па и поединци. Било кој случај, овој податок апсолутно нема употребна вредност. Не знам зашто би можеле да го користат, освен за некакви културолошки или слични потреби. Меѓутоа, сите закони во државата овозможуваат било какво етничко право да биде остварено. Значи, јас не говорам од аспект кога не би имало податок за етничка примат дека некои прави треба да се укинат. Напротив, дај Боже, нека се зголемуваат колку што е можно. Меѓутоа, ајде да ги гледаме работите поинако. Ајде да гледаме работите како поединци, како луѓе. Сите сме ние луѓе, пред се, овде што живееме. Сите имаме елементарни потреби. Економски, образовни, било какви. Социјални, социолошки и така натаму. Ај така да гледаме како една граѓанска опција. Тоа е мојот став лично. Ајде малку вака да ги гледаме законите. Таму не пишува етничка припадност. Вика 20% од населението кое што говори јазик различен од македонскиот. Значи нема никаква допирна точка со етничката припадност. Има со јазикот кој што го говори. А јазикот би бил вклучен во пописот. Она што јас го предлагам лично, што го кажувам. Значи нема допирна точка. И на крајот на кришата, еве не сум ни политичар, нити имам намера во животот да се бавам со политика, меѓутоа еве да размислам политички. Една стекнати права, кој тој што може да ги укине? Јас мислам дека тоа може да ги намали тензиите, еднаш да престанеме да размислуваме етнички. Ајде да почнеме да размислуваме граѓански. Сите сме ние луѓе со исти потреби или слични. Меѓутоа елементарните потреби на сите ни се исти. Сите сакаме да живееме поубаво, сите сакаме да имаме повисок стандард, сите сакаме да имаме некоја можност да напредуваме во кариера, сите сакаме нашите деца да се образуваат квалитетно, сите сакаме да имаат тие детство кое што ќе биде нормално, кое што ќе му возможи некаков просперитет во животот. И сите сакаме пензионерите да живеат некој си покомотен живот, да не размислуваат како да врзат крај со крај во текот на месецот, така натака. За било кој дел од слојот во општеството, ајде да размислуваме од граѓански аспект. Да ги лимитираме, да ги тргнеме тие квоти више. Ајде да гледаме секој поединец да има право. Заговор за тргнување на квотите? Лично, апсолутно. Јас било какви квоти би тргнал веднаш. Значи лично ми пречат тие работи. Досега беше табу тема. Знам дека отворив Пандорина кутија, дека отворив жешко прашање, во ред нема проблем. Ама ајде да разговараме, да дебатираме. Дајте ми аргумент, било како дека треба ова прашање да биде вклучено во пописот, јас лично ќе го прифатам обрачки. Квотите се ограничувачки фактор и на крајот на кришта еве јас лично кој би се ставил дека треба да бидам дел од некоја квота, мене тоа ќе ме навреди. Значи се подготвува една специјална пописна база, каде што регистрот на население, ако биде изготвен, ќе биде еден од носечките столбови на таа база, на која што ќе се прилепат податоци од други бази на податоци кои што постојат во општеството. Например, базата на податоци од Агенцијата за вработување, базата на податоци од Пензионскиот фонд, базата на податоци од Министерството за образование, базата на податоци од Министерството за труд и социјална политика за приматели на социјална. Значи повеќе не е лимитиран
тој број. За сега имаме 6 бази кои што веќе сме ги провериле и кои што се функционални, кои што обезбедуваат добар фонд на податоци и кои што се административни, кои што се документирани, значи дека се комплетно точни. Би требало да имаме директен линк со оваа база која што ја формираме и втората новина која што ја воведуваме е замена на хартиениот прашалник со електронски, значи ќе имаме со IT технологија. Дали ќе бидат лаптопи или ќе бидат таблети, се едно во принцип ќе видиме, зависи од цената и можностите што ги дава одредената IT алатка. Меѓутоа дефинитивно не менува ништо во однос на техниката на прибирање податоци и би имале директен линк до оваа база. Значи, штом го внесе тематичниот број на одредено лице, сите податоци кои што постојат за тоа лице во таа база се превземаат и веќе не мора да се прашува за тие податоци. А тоа се најмалку половината податоци за кои што ние бараме одговор во пописот. Значи, го кратиме времето на попишување. Ќе биде скратено времето за попис? Скратено времето за попис, скратени трошоците на попис, добиваме многу поквалитетен податок и она што е најважно, добиваме исклучително кратко време на обработка на сите податоци. До сега, најмалку година и пол до 2 траеше обработката на податоци. Сега, за не повеќе од 3 месеци, ние ќе имаме конечни резултати. Времето во случајот е многу битен фактор, бидејќи едно е да го имате податокот тазе, свеж, денеска, а друго е после година и пол или 2. Датум ќе имаме кој ќе се донесе законот за попис. Дефинитивно. Меѓутоа, ние веќе го определивме, тоа ќе биде 2020 година, 1 април. Сите проценти говорат дека пописот нема да чини повеќе од 8,5 милиони евра. Само за подсетување, за претходниот попис, неуспешниот, беа предвидени 14 милиони евра. На оваа држава им треба информации и за оние лица кои што се иселиле. Прво да видиме кога биле тие иселенички бранови, да видиме кои биле причините, евентуално да ги откриеме тие причини, да видиме каква била структурата, што сме изгубиле од популацијата. Сите претпоставуваме дека се тоа млади луѓе, образовани, вака, да видиме дали е тоа така или не е така. Веројатно некој може би ќе разочарам, меѓутоа не очекувам дека ќе имаме добри резултати. Дефинитивно тоа значи дека ќе имаме намалување на бројот на населението. Би требало по сите индикатори кои што ги слушаме на крајот на тржиштето и Светската банка ни кажува дека последните 10 години заминале скоро половина милион луѓе од овде и тука веројатно има многу вистина во селото.